Со нас и нашиот сограѓанин Венко кој ќе ни каже нешто за оваа заедница во Тринген. Поведете да ни кажете каде се наоѓаме сега? Сега се наоѓаме во Тринген, тоа е централна Швајцарија. Ова Македонска православна црква. Македонска православна црква, што можеш да видите, тука пишува и на германски и на македонски. Ова е црквена општина оформена 1902 година. И од тогаш со Божја помош е купено оваа место. Така. Можете да видите е доста големо, 6000 квадрата. Така. На почетокот беше гратежна фирма, сега постепено го уредивме да биде наш црковен храм. И имаме црква со помошни простории. Најмногу е посетено овде во недела, најверојатно и за празници. За празниците и во неделите е посетена и во текот на неделата доаѓаат луѓе, си имат ставено свеќи, си палат свеќи преку неделата, си доаѓаат луѓе. Колка е нашата заедница тука, колку број членови отприлика? Нашата заедница статистички од Заводот за статистика за Швајцарија преку околу 100.000 сме веќе. Да. Ама ние сме доста посетени, секоја недела е премала црква да ги собере верниците и за пречас. Доаѓаат од секаде, значи? Од секаде, од цела Швајцарија. И не само македонци, доаѓаат од острана доаѓаат и други што се во близина, Срби и сите други православни што доаѓаат. Така, оваа црковна општина, како што речевме, од 92 година. Колку сте време тука лично? Јас додов од 93 година. Инаку Венко е од цело град по потекло, сите кои гледаме. Да, тука сум и така. Фамилиарно. Оваа црковна општина, оваа црква преку 2,8 милиони, помошните простори исто преку 2 милиони се. Значи, толку чинеше изградбата. Толку чинеше изградбата, да. Ово имат исто скоро милиони купен, 700.000 франека тогаш. Друга црква во овој регион наша? Имаме уште во Лозана кај што бевте вчера, таа изнајмена, таму се очекува да се купи земјиште каде да се изгради исто црква и во Тесин, во италијанскиот дел очекува да купиме исто православна црква. Веќе тука се формираат и културно-уметнички друштва, гледаме. Имаме и културно-уметнички друштва, имаме македонски школи, имаме женска организација, на сите нивоа функционира, сите имаме игрорни групи исто во Швајцарија исто. Немахте да дојдете во петок вечер кај што тука вежбаат, имаме така се и викаат Светинау Мохриски игрорно друштво. Како главен собир, да, како главен ваш собир ве прекинав е некаде околу Божик или Бадник, така нешто? Кај нас едноставно секоја недела така, да, но како што е вчера кај што бевме се собирате повеќе. Големи собири се за Великден, за Божик, за Мала Богородица, Голема Богородица. Имаме исто пикници тука за Светинаум, исто ние патронот што. Да, мислев надвор од црквата дали имате некој официјален настан на таа и таа дата се одржува само за од овој регион. Како да речеме што е пиенец, пиду се организираат во. Ние претежно црковните ги славиме празници, така, да. Тоа само црковна. Додека културните друштва си ги организираат другите празници и тоа. Во село град, кога да го очекуваме и таму селеничка. Постојано доаѓаме стално ни се доаѓа за Македонија, таму ни најубаво. Таму во август има и селеничка средба, обично. Во август, да сме здрави живи таа година ќе припремаме нешто на големо ниво. За духов ден исто ќе има исто ќе го продолжиме. Тогаш е да соборен ден. Да, соборен ден. Инаку се стално доаѓаме таму. Како се доаѓа инаку во Швајцарија. Навистина е прекрасно еве овие денови, иако на брзина видовме се што треба да се види. Иако кратко сепак, но милони еве вака што сте среќни изгледате заедницата, мене ми изгледа сосем во ред, сите се некако поврзани меѓу себе и дај Боже така да напредуваме секаде. Ви благодарам за овој разговор. За посетата. Благодарам. Ето така беше црквата, православниот храм Светинау Мохридски. Разговаравме со Венко Стоичов, кој е овде долги години во Тринген. Инаку во другата зграда исто имаме стан, овде имаме горе стан, имаме помошни простори, значи моля. Стварно прекрасен пейзаж. И таму може да фаниш природата, значи не тоа. Нема едно ѓубренце да видиме, чистота, Швајцарија си Швајцарија. Ама и ние македонците знаеме да бидеме добри во заедницата каде што се наоѓаме. Ако има нешто што не ве прашавме? Па тоа е. Ако имате во горниот дел од црквата рековте што има?
Во горниот дел веќе се врши фреско живопис, веќе е исцртана, веќе спадинаме како што забележите внатре имаше скеле ставено по наши кажено. Куполата е исцртана и долниот дел веќе е исцртана. Се чекаваше една-две фази за да ги тргнеме овие скелиња за да се гледа комплетниот фреско живопис што навистина едно уметничко дело што од телот го црта навистина прекрасно нешто да се види. Имаме и наше свештено лице. Сега на оваа крстевка видовме дека тука е Зоран Делчов. Нашиот Зоран, да, он секој пат помага со свештеникот, тој е секој пат и во хорот инако. Значи има и црковен хор. Црковен хор кој го носи истото име, Свети Наум. Свети Наум Охридски и се повеќе од 10 членови. Значи, нешто слично како во Делчево малата крстилница се вика Свети Наум, да. А хорот е Свети Кирил Методи како што се вика големата црква. Овде се е Свети Наум Охридски така поврзано и така се вика. Со благослов на Свети Наум, овде напредуваме и делата Свети Наумови се гледаат и денес, така е, дури во Швајцарија. Кој е успехот и кој делата ги прави Свети Наум. Ви благодарам уште за овој разговор.